Математиката дома и на пазар не е иста, вели една стара поговорка која ги отсликува разликите меѓу планирањето и реалноста. Планирањето на буџетот често се разликува од реалните ситуации и трошоци, а некогаш сметките ги поматуваат и непредвидени фактори. Согледувајќи ја реалната состојба, владата на крајот на минатата година ја ревидираше стратегијата за управување со јавниот долг, чија цел е пред се финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок на среден и долг рок и со одржливо ниво на ризик. Државата ја заврши 2025 година со вкупен јавен долг од 10,06 милиарди евра, што е 59,6% од бруто домашниот производ. Тоа е за нијанса под психолошката граница од 60% од БДП, за која што економистите велат дека не е пожелно да се надминува, иако во пракса досега повеќе пати се случило да се пробие таа граница. Последното задолжување државата го направи пред 1 месец, кога ја реализираше аукцијата на 10-та еврообврзница во вкупна вредност од 1 милиарда евра, со рок на доспевање од 4 и 8 години, со камата од 3,87 и 4,75% соодветно. Со средствата обезбедени преку оваа еврообврзница предвидена во буџетот за 2026 година, ќе се изврши навремена исплата на еврообврзницата издадена во 2020 година во износ од 700 милиони евра, како и сервисирање на останатите обврски кои што доспеваат во тековната година. Но што значи за јавниот долг ваквото задолжување за раздолжување? Кога го анализираме јавниот долг, потребно е да го анализираме најмалку од 3 аспекти. Првиот аспект која е намената за која што се задолжуваме, вториот аспект цената која плаќаме и третиот аспект каква би била фискалната консолидација која што би требало да биде во изминатите години. Гледајќи од првиот аспект намената, по најголем дел од долгот кој што се зема за исплата на стари долгови. И технички тоа е оправдано затоа што старите долгови мора да бидат исплатени, меѓутоа структурно новите долгови не генерираат дополнителен раст затоа што истите не ја поттикнуваат ниту инвестицијската компонента, ниту продуктивност. Доколку гледаме низ призмата на каматни стапки, ќе забележиме дека само во следниот период она што треба да биде исплатено како каматна стапка на долгови кои доспеваат, всушност е 6% од вкупниот буџет и вкупните расходи кои што ги има економијата. Тоа е можеби најнепродуктивниот трошок кој што во моментот се најдува во буџетот, земајќи предвид дека со тие средства би можеле да се искористат за многу попродуктивни цели, доколку долговите кои ги имаме не биле генерирани. Економистите велат дека проектираните приходи одамна веќе не се доволни за да ги покријат тековните расходи, па од тука неопходни се реформи ако сакаме да запре растот на јавниот долг. Буџетот на Македонија во последните години и поготово во ковид кризата достигна 39% и сега се одржува на ниво од 36 до 37%, меѓутоа приходната страна нема капацитет за да обезбеди такви расходи. Од тој аспект, значи, потребна е реформа на целиот јавен корпус, меѓутоа имајќи го предвид структурата која сега дефинирана на улогата на државата, тој долг не смее да надмине 60% од бруто домашниот производ и во последните години тој осцилира околу оваа бројка. Дополнителен проблем е што буџетот не се проектира реално, па често се случува реализацијата на приходите да потфрли во однос на планираното. Од тука, според економистите, неопходни се сериозни реформи во насока на контрола на трошењето и зголемување на приходите. Моменталната состојба не е акутна, меѓутоа фискалните ризици се исклучително нагласени и во периодите што следат тешки години од фискален аспект, каде што ние имаме многу големи износи на враќање, каматната стапка и трошоците по основ на камати во буџетот веќе се ставка која не е за занемарување и од тој аспект просторот за капитални расходи, просторот за развојни компоненти исклучително се стеснува. Затоа во следниот период мора просторот на консолидација да се бара внатре во самиот буџет, на делот на расходите и на делот на приходите. Според стратегијата за управување со јавен долг, за годинава се очекува долгот да изнесува 62% од БДП,
а потоа постепено да се намалува како резултат на фискална консолидација и веќе во 2030 година да падне на 58,4% од БДП. Во овој дел, клучно е да истакнеме дека оваа фискална консолидација прво е одложена и е генерално задоцнета. Вториот аспект е дека е во релативен однос како процент од БДП, по предпоставка дека бруто домашниот производ ќе расте со стапки од 4-4,5% во континуитет. Доколку и при тоа да немаме никакви економски шокови, доколку настанат било какви шокови или стапката на економски раст не е согласно на иницијалната проекција, тоа значи дека јавниот долг може да биде многу лесно над овие стапки кои што се проектирани во стратегијата. Според владините проекции, се очекува во периодот од 2026 до 2030 година Македонија да остварува просечен економски раст од околу 4,1%. Но дали е тоа доволно за паралелно да се намалува јавниот долг? Во економијата важи едно златно правило, дека за да вие го намалувате вашиот долг, реалната каматна стапка по која што државата се задолжува мора да биде помала од реалниот потенцијален раст на економијата. Значи Македонија ќе мора да остварува реален економски раст од 3,1% за да задолжувањето стагнира. Доколку сакаме задолжувањето да се намалува, економскиот раст мора да е некаде над тоа, меѓу 3,5 и 4,5. Уште еден ризик за управувањето со јавниот долг на кој што посочуваат економистите се така наречените невидливи долгови. Станува збор за преземени, но се уште нефактурирани обврски на институциите кои се под државна капа. Овие доспеани обврски не се дел од јавниот долг, а според проценките изнесуваат околу 4% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека ако и тие се вкалкулираат, тоа може да го зголеми јавниот долг за 4 до 5% поени во однос на моменталното ниво.